Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Во септември новите индустријски капацитети ќе продуцираат 2750 работни места. За подобра здравствена услуга во Велес ќе се гради ургентен центар. Чавков и Курц во посета на прифатниот камп за мигранти во Гевгелија. Во индустријските зони во Штип, Виница, Скопје, Ресен, Охрид и Струга наредниот месец ќе започнат со градба нови странски инвеститори. Најави премиерот Никола Груевски при посетата на Студеничани. Секоја нова фабрика е можност за обезбедување на работно место за одреден број невработени лица. Штип, Виница, Скопје, Ресен, Охрид и Струга се општините во чии индустријски зони наредниот месец започнуваат градби на производствени капацитети на странски инвеститори. Ова вчера при посетата на населените места во општина Студеничани го изјави премиерот Никола Груевски. Сега во овој период, можам да кажам во септември, имаме 3 фабрики кои што ќе отворат, значи тие се градеа во изминатиот период, сега ќе почнат со работа. Имаме 2 кои што ќе започнат со работа. 2 зборам само за септември, ова го кажам, иначе во октомври има друга и така натаму. Според познавачите на состојбите, ваквите активности се потврда на правилната економска развојна политика која ја води оваа влада. Секоја нова фабрика е можност за отварање на работно место за одреден број на невработени лица. Така што во септември треба да има отварање на Technical Textile, кога ќе го пополни целиот свој капацитет, треба да има најмалку 1000 вработени, директно вработени, плюс индиректно. Исто така, Диатек треба да има најмалку 250 директни вработувања и исто така австриската компанија во Виена, која што веќе почна со пробно производство и официјалното отварање ќе го има некаде кон средината на септември, австриската компанија во Виница. Така што само во септември тие што ќе почнат да се градат и тие што ќе се пуштат во употреба, станува збор за околу 2750 работни места. Ова што се случува според премиерот Груевски е плод на напорната работа на тимот за привлекување на странски инвестиции во Македонија, но и на владината посветена работа во насока на обезбедување на поволни услови за водење и развој на мали, средни и големи компании. Со владината мерка трансформација на работниот однос, 18 лица од градинката Димче Мирчев во Велес го променија работниот однос. Со овој закон работниот однос го имаат регулирано повеќе од 3000 волонтери. 18 лица од градинката Димче Мирчев го променија работниот однос според владината мерка за трансформација на работен однос. Тие, иако со години работеа во оваа институција како волонтери, благодарение на владината мерка добија решение за стално вработување, изјави директорот на градинката Димче Мирчев Анида Цецева. Со законот кој што се донесе за трансформација на работниот однос, условите ги исполнија и се трансформира работниот однос на 18 волонтери. 6 волонтери веќе се склучија договори и почна нивната важност на неопределено време, а другите 12 волонтери ќе бидат во втората и во третата етапа, значи вкупно 18 волонтери го регулираа сопствениот работен однос и веќе ќе бидат вработени во нашата установа. Со овој закон работниот однос го имаа регулирано повеќе од 3000 волонтери, од кои 35% од нив добија решение за работа веднаш, другите 35% ќе добијат решение до 1 декември оваа година, а остатокот до септември идната година. Со оваа владина мерка значително се зголемува бројот на вработени лица во институциите. Ситуацијата во Македонија е драматична. Земјата е оставена сама да се справува со големиот број мигранти. И затоа Европската Унија мора да помогне, изјави шефот на австриската дипломатија Себастијан Курц, кој денеска заедно со македонскиот министер за внатрешни работи Митко Чавков го посети прифатниот камп за мигранти во Гевгелија.
Шефот на австриската дипломатија Себастијан Курц и министерот за внатрешни работи Митко Чавков го посетија прифатниот камп за мигранти во Гевгелија. Ситуацијата во Македонија е драматична. Земјата е оставена сама да се справува со големиот број мигранти и затоа Европската унија мора да помогне. Вели Курц по она што имаше можност да го види на терен. Неопходен еден заеднички европски пристап и не може да се дозволи во иднина да се користи практиката мигрантите да доаѓаат во Македонија претходно да не биле регистрирани. Меѓутоа едно долгорочно решение можно само ако се најде решение во самите кризни држави. Во секој случај ќе планираме да подобриме и ја продлабочиме соработката со македонската влада. За изнаоѓање заеднички решенија околу бегалската криза ќе се состанат министрите за внатрешни работи на Австрија, Унгарија, Србија и Македонија. Министерот Чавков посочи дека само во саботата во Гевгелија се создаде наплив од 8.000 бегалци, што представува 1/3 од населението на градот. Нашите напори кои што ние ги вложивме со значителен број на капацитети од Министерството за внатрешни работи за посоодветно обезбедување на границата и контролиран, односно редуциран влез на мигранти за да бидат соодветно третирани од хуманитарен аспект. Првиот ден не вроди со плод, бидејќи од другата страна кога немате контрола се собра околу 5-6 мигранти. Министерот Чавков истакна дека нивната проценка е дека ескалацијата ќе продолжи и според него нелогично е тоа што проблемот доаѓа од земја членка на Европската унија со која немаме никакви контакти во тој дел, поради што очекува конкретна помош од Европската унија. При посетата во Гевгелија, двајцата министри направија обиколки на транспортниот центар и граничната линија со Грција како места на кои се собираат бегалците. Реконструкцијата на сообраќајницата Западен булевар во Кавадарци ќе се одвива во две фази. Во првата ќе се реконструираат 440 метри од патот до новиот кружен тек до спојот на обиколницата Кавадарци. Проектот за реконструкција на сообраќајница Западен булевар, главниот влез од северната страна во Кавадарци е во фаза на реконструкција. Во првата фаза треба да се реконструираат 440 должни метри и тоа на патот од новиот кружен тек кај основното училиште Гоце Делчев до спојот на обиколницата Кавадарци, односно Северен булевар. Се работи за прво за намалување на влезот од градот од 27 на 16 метри, потоа изградба на две нови сообраќајници и две проширувања на овие сообраќајници, тротоари од двете страни и осветлување кој што како цирка чини некаде 19 милиона и 200 илјади денари или округло 20 милиона денари. Би сакал еве да дадам една јавен повик до сите заинтересирани компании, градежни компании да учествуваат на овој тендер. Постапката не е се уште во Советот за јавни набавки, се надевам дека во најскоро време тоа ќе биде завршено. За оваа делница веќе е во фаза процесот на експроприација на земјиштето, зашто се потрошени над 2 милиони денари. Поведени се вкупно 41 постапка за експроприација, од кои 27 се на територијата на катастарска општина Кавадарци, а 14 се однесуваат на земјиште или градот. Работите ќе започнат во месец септември, а се очекува да завршат идната година во мај. Винариите оваа година се очекува да откупат 180 милиони килограми винско грозје. Покрај големата количина на откуп, лозарите очекуваат дека визбите ќе платат добра цена за винското грозје. Ако минатата година пламеницата и другите болести на лозата беа причина поради која родот на винското грозје беше намален за околу 70% и со лош квалитет, годинава состојбата на терен е сосема поинаква. Токму затоа се очекува да се бере грозје и со квантитет и со квалитет, бидејќи според зборовите на агростручњаците, родот е со одличен квалитет и се очекува поборувачката за него да биде голема. Очекувањата се дека родот на винските сорти грозје ќе тежи околу 180 милиони килограми. Во моментов, во организација на Министерството за земјоделие течат преговорите околу утврдување на откупната цена. Според зборовите на представниците на лозарите, очекувањата се годинава визбите да платат добра цена за винското грозје, бидејќи лани немаа можност да купат и доволни количини, но и квалитетен род за производство на вино. Дали ќе се остварат очекувањата на лозарите, ќе покаже времето, а во меѓувреме, стручните лица апелираат до нив
да бидат внимателни во периодот пред берба, бидејќи постојат услови за развој на пепелница, а исто така опасно за родот може да бидат и гроздовите молци, кои се потенцијални предизвикувачи на оштетување на грозјето. Неофицијално, откупувачите веќе имаат започнато сомерење на малиграните кај сортата Шардоне, со која вообичаено стартува општата берба и откуп на винските сорти грозје. Од ноќеска на полноќ бензините поевтинуваат за 3 денари по литар, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за 2 денари, соопшти регулаторната комисија. Бензините од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 3 денари за литар, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинството за 2 денари, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Согласно одлуката, новата цена на Евросуперот B95 ќе изнесува 64 денари за литар, а Евросуперот B98 ќе се продава по цена од 66 денари за литар. Новата цена на евродизелот ќе чини 49 денари, а екстра лесното масло за домаќинството 37,50 денари за литар. Малопродажната цена на мазотот М1 ќе изнесува 20,76 денари. Намалувањето се должи на пониската цена на нафтата на светските берзи, но и на понискиот курс на динарот во однос на доларот. Нов ургентен центар и нови операциони сали ќе се градат во Велес. Со изградбата се очекува да се надминат многобројни проблеми. Градежните работи се очекува да започнат до крајот на оваа година. Нов ургентен центар и нови операциони сали ќе се градат во Велес. Центарот ќе се наоѓа во близина на Велешката болница, кој ќе ги задоволи сите стандарди и потреби на граѓаните од Велес и околината, вели директорот на болницата Атанас Василев. Дојде екипа комплетно од Скопје и ги гледавме сите можни локации каде што би можел да се смести тој ургентен центар, а наша желба е освен ургентниот центар да направиме и нови операциони сали кои што ќе бидат врз овој ургентен центар, па затоа предложивме на локација меѓу Котлара и болницата. Според директорот, со изградбата на овој ургентен центар ќе се надминат многобројни проблеми. Ке нема потреба повеќе по тешките случаеви да се носат во Скопје, а тоа ќе овозможи да се растерети работата во скопските клиники. Во тој ургентен центар, кога ќе дојде повреден од сообраќајка или тепачка, тогаш во близина веднаш ќе биде одма до него рентген оделението, ќе се направи рентгенска снимка, ќе се направи компјутеризирана томографија. Од спротива е лабораторијата ќе се направи одма лабораториски анализи и ќе може да се збрини пациентот на лице место во тој ургентен центар. Градежните работи за изградбата на ургентниот центар се очекува да почнат до крајот на оваа година. Градоначалникот Славчо Чадиев денеска во својот кабинет ги прими пливачите кои вчера успешно испливаа 2,5 километри на вториот Велешки маратон. Тие разговараа и за предностите, но и за недостатоците, за можноста за изградба на затворен базен и оформување на пливачки клуб. Пливачите од рекреативниот дел ги прими градоначалникот Чадиев. Околу 10 пливачи ги споделија своите искуства од пливањето со градоначалникот. Покрај пливачи и организаторите беа дел од средбата, на која разговараа за предностите и недостатоците на вториот поред Велешки маратон на езеро Младост. Резултатите што ги постигна, можам да кажам дека можеби заостануваа за 10 минути во однос на професионалците, меѓутоа она што го направија за мене представуваше предизвик да денеска се сретнам со нив, да им ветам дека до година повторно ќе има, меѓутоа уште подобра организација ќе има на маратонот, да им честитам на сето она што го направија во текот на вчерашниот ден. Задоволни сме во голема мера од настанот што се организираше вчера, Велешкиот маратон. Добивме веќе и првите пофалби, меѓутоа имаме уште на што да работиме, може и поубаво да направиме, има најави од градоначалникот дека до година ќе биде и со поголем буџет, па се надеваме можеби во иднина и меѓународен. На средбата се дискутираше и околу можноста за изградба на олимписки затворен базен, кој дополнително би им помогнал на велешките пливачи да достигнат врвни резултати. Би можеле да направиме проект за еден помал затворен базен, значи не е олимписки базен со олимписки размери, сето тоа би коштало премногу пари, меѓутоа еден помал 25 метарски базен кој би бил затворен, бидејќи имаме простор кај би го сместиле, би пробале преку европски проекти да успееме да, како што направивме со
тревнатата површина на градскиот стадион, кај што успеавме да добиеме грант, така да добиеме и за нешто вакво да се изгради. Доколку имаме затворен базен, секако дека нашите успеси ќе бидат на многу повисоко ниво и тогаш ќе има сериозни противници клубовите што се од главниот град на Република Македонија. Возраста на рекреативните пливачи не представува пречка за постигнување успех. 44 годишниот Ване Рибарски беше најбрз во рекреативна категорија, а 15 годишниот Марко Џунов заврши како второпласиран. Неговиот врсник пак Бојан Илковски, иако беше нешто поспор, вели дека маратонот ги исполнил неговите очекувања. Пливањето ми е како хоби, инаку поранешен активен репрезентативец во кајак на диви води. Патеката можам да кажам дека беше одлично подготвена, условите временски за пливањето прекрасни. Голема благодарност до сите за ова манифестација што се одржа и мислам дека ќе продолжи за понатаму. Што се однесува за пливањето беше прекрасно, малце напорно, али издржав не до крај. Кога пливав имав малце ми беше напорно, ама сепак го издржав. Дали си задоволен со испливаното? Да, супер сум. Задоволен. Маратонот твоите очекувања? Да. Прв пат учествував на маратонов и освоив второ место. Вчера пливањето беше напорно, затоа што требаше побрзо да пливам од лани. Лани ми беше повеќе за рекреативно, а сега сакав да постигнам нешто. Организаторите, како и градоначалникот Чадиев, ветија дека следната година маратонот на езерото Младост ќе биде поорганизиран, а за истиот општината ќе издвои и повеќе средства. Премиерот Никола Груевски во Тетовско за една недела 1114 повици на телефонската линија за лекарски совет Ало докторе. Вестите од Македонија. Премиерот Никола Груевски денеска во рамки на посетата на Тетовскиот регион оствари средба со жителите на Добреште и изврши увид во градежните работи, што се преземаат во насока на санирање на штетите од поплавите, со кои беше зафатено и ова населено место. Груевски истакна дека институциите ќе продолжат да се ангажираат и во наредниот период се до целосно санирање на состојбите. Жителите на Добреште изразија благодарност до премиерот за неговата посета и како што рекоа неговиот ангажман за помош во санирање на состојбите по поплавите. Тие од премиерот побараа решавање на проблемот што го имаат со водоводот, поради што побара и реконструкција на водоводната мрежа. За овој проблем, премиерот го задолжи министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, кој посочи дека институцијата со која раководи ќе направи се тој да биде решен. За таа цел беше договорено утре на состанок во Министерството за транспорт и врски да ги разгледуваат сите моменти поврзани со решавањето на овој проблем. Претходно премиерот Груевски го посети населеното место Пори, каде што изврши увид во работите поврзани со санирањето на состојбите од поплавите и имаше средба со местното население, а постави камен темелник за изградба на локален пат во Непроштено. Шефот на француската дипломатија Лоренс Фабиус изјави дека мигрантската криза во Македонија треба да се реши без натамошно одлагање. Тој вчера во Прага рече дека министрите за внатрешни и за надворешни работи на земјите членки на Европската унија најверојатно ќе разговараат за мигрантите кои во голем број пристигнуваат во Македонија. Според Фабиус, ова не е проблем само на Македонија, земја преку која што 45.000 мигранти поминале на патот кон Европската унија. Од 17 до 23 август на телефонската линија за медицински совети Ало докторе регистрирани се 1114 повици. Јавувањата најчесто се за кардиоваскуларни и респираторни синдроми, главоболки, стомачни вируси и симптоми на болка. Од 15 септември, од кога почна да работи телефонската линија, досега има вкупно 48.575 повици, информира од Министерството за здравство. Линијата е достапна секој ден 24 часа со цел да овозможи непосредна медицинска консултација. 22 доктори се достапни за медицински совети, а јавувањата се од сите градови низ Македонија. На линијата Ало докторе често се јавуваат граѓани за совети поврзани со терапијата, која редовно ја примаат за хроничните болести, но и за симптоми поврзани со крвниот притисок.
На сите лица кои побарале медицински совет им е дадена здравствена помош со совет и соодветна симптоматска терапија, се вели во соопштението од Министерството за здравство. Ангела Меркел и Франсуа Оланд денес на состанок во Берлин. Припадници на исламската држава разурнале древен град во Палмира, соопштуваат сириските власти. Вести од светот. Денеска во Берлин состанок имаат германскиот канцелар Ангела Меркел и председателот на Франција Франсуа Оланд. Тема на разговор ќе бидат напорите на Европската Унија да се избори со најголемата мигрантска криза во изминативе 50 години. Двајцата државници исто така ќе разговараат и за судирите на исток во Украина. Нив треба да им се придружи и украинскиот председател Петро Порошенко. Најавена е заедничка пресконференција по работната вечера. Неучеството на рускиот председател Владимир Путин не значи дека постои дипломатска војна против Русија, јавуваат западните медиуми, повикувајќи се на француски извори. Сириските власти соопштуваат дека припадниците на радикалната сунитска организација Исламска држава вчера го разурнала древниот храм Баал Шамин во Палмира. Било поставено големо количество експлозиви, а експлозијата довела до големи оштетувања, изјавил челникот на сирискиот оддел за антиквинтети Маамун Абдул Карим. Овој храм во древниот град Палмира е подигнат по првиот век од нашата ера и е посветен на врховниот асириски бог Баал, кој се споредува со старогрчкиот Зевс или римскиот Јупитер. Храмот е дел од комплексот од останките на градот Тадмур. Археолозите кои работат во регионот го сметаат овој храм за еден од највредните и најдобро зачувани фрагменти од древниот град. Храмот бил делумно обновен. Градот Палмира е еден од 6 локалитети во Сирија ставени на листата на заштитено светско културно наследство на УНЕСКО и е познат по зачуваните римски колонади, храмови и надгробни споменици. Сепак, Исламска држава уништува древни историски локалитети и плячкосува музеи, а експонатите ги продава на црниот пазар на антиквинтети. Во домашното првенство беше одиграно третото коло. Вардар со највисока победа. Најдобрата македонска тенисерка со скок од 15 места на најновата вета листа за најдобар пласман во кариерата. Вчера беше одиграно третото коло во првата македонска фудбалска лига. Фудбалерите на Вардар ја постигнаа најубедливата победа до сега во сезоната. Тие во надпревар против екипата на Младост Царев двор славеа со 6:0, со што се искачија на првата позиција на табелата поради подобрата гол разлика од екипата на Силекс. Картовчани одиграа само 0:0 на гостувањето кај Хоризонт Турново. Во надпреварите Металург Шкенди и Брегалница Шкупи до победите дојдоа гостите со резултат 0:3 односно 1:2. Мечот Ренова Работнички е одложен поради настапот на романтичарите во плей-оф рундата од Лигата на Европа. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска направи скок од 15 места и новото рангирање на ВТА листата. Таа благодарение на настапот на ITF турнирот во Хехинген, каде стигна до четвртфиналето со освоените 9 поени, се искачи на 345-та позиција, што за неа е најдобар пласман до сега во кариерата. Втората македонска тенисерка на ВТА листата Магдалена Стоилковска се искачи за една позиција погоре и сега се наоѓа на 1231-то место. Грците со 3 НБА звезди на Европското првенство, промени во хрватската кошаркарска репрезентација, меѓународен спорт. Селекторот на грчката кошаркарска репрезентација Фотис Кациракис го објави конечниот список од 12 играчи кои ќе настапат на престојното европско првенство. Грците на овој шампионат се во групата со Македонија, слично како и пред 4 години во Литванија кога ги победивме. Тие во тимот покрај ветеранот Спанулиски ги имаат и трите НБА звезди Папа Николау, Куфос и Антетокомпо. Македонија и Грција својот меѓусебен дуел ќе го одиграат во првото коло на отварањето на првенството.
На 2 недели пред почетокот на Европското првенство во кошарка, противникот на Македонија во групната фаза, хрватската репрезентација направи промена во составот. По повредата на Оливер Лафајет, селекторот на хрватите експресно најде замена. Тоа ќе биде Драјпер, кој по пауза од 2 години повторно ќе настапи за коцкестите. Драјпер настапи на Евробаскетот во Литванија, каде ние ја победивме Хрватска. Новиот меѓусебен дуел на програмата е на 8 септември. Роџер Федерер ја одбрани титулата освоена минатата сезона на турнирот во Синсинати и во својот 7ми настав во финалето ја освои 7-та титула. Тој во финалниот меч беше подобар од Новак Џоковиќ со максимален резултат од 2:0 или по сетове 7-6 и 6-3. Новак Џоковиќ не успеа да ја освои единствената титула која му недостига од Мастер серијата. По освојувањето на овој турнир Федерер ќе се врати на втората позиција на АТП листата. Во женскиот дел од турнирот во финалниот надпревар Серена Вилијамс со 2:0 во сетове ја победи романката Симона Халеп. Сончево време со мала до умерена облачност имавме денес. Слично време не очекува и утре. Еве деталната временска прогноза за општините од Вардарскиот регион. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатна вечер ви посакува информативната редакција на К1.